Четиригодишно дете од Штипе во завој и стрес од како доберман скокнал врз него додека се играло пред портата. Врисоците на детето ги собрало сите соседи кои него буквално го извадиле од подзабите на кучето. Рашчето му уапано, крв му тече од раката, имаше такси пред вратата, однесе јако право у болница. Дето ни е многу исплашено, ние сме многу растресени. Раката му е за наникаде, дето нема сон, плаче, навечер ни плаче, сега на психијатар одем. Станува збор за соседско куче, кое дворот го напуштало многу пати и било причина за проблеми и преплашени деца и возрастни. Мажо ми иде пред еден месец кај у дворо и рече комши да си го затвараш соланен со кучето. А они го исподија мој маш од дворо. Исподија ни го мажо ми од дворо, дека ќе си го чува така кучето дома. Случајот освен во болница е пријавен и во полиција, а семејството ќе баре и инспекциска интервенција, зашто законот точно предвидува како домашни миленици треба да се чуваат. Должен секој собственик на кучето да го прегледа во ветеринарната станица, да биде регистрирано, а исто така да го чува во собствениот двор, каде што треба да биде обележено на видно место дека има куче во овој двор и не треба да го пушта без собственик да шета по улиците и без маска на устата. Од друга страна, каснување од куче, особено од доберман, воопшто не е наивна работа. Секоја угризна рана од животно, значи си има своја сериозност, поради тоа што може да настане дефект поголем или помал на ткивото, така да од хируршки аспект е битно збринувањето правилно, а секако и доколку е угриз од животно, имаме сомнение дека може да дојде до инфекција на раната. Инаку според законот за чување на домашни миленици, доколку кучето предизвика болка, патење или повреда, сопственикот се соочува со казна од 600 до 900 евра.